Македония пише. И добро утро на сите, добро дојдовте во уште еден влог во кој патуваме со Ташето. Сега сме во катната гаража каде што ми беше оставен моторот до текот на вечерта во Љубљана, Словенија. Само да ја оставам оваа. Шо не ми ја важи? Што ми вика автомобил не присут. Што сака да каже ово? И испадна нешто со картичката дека не е кој што треба. Се врати Никола, му звона, таму имаше број, рачно ми отворија. И конечно излеговме, пола сат така со тоа се занимававме. А ние излегуваме од Љубљана, сега се упатуваме денес прво кон езерото Блед, а потоа ќе влеземе во Австрија малку и ќе возиме еден превој на австриските Алпи. Од таму се враќаме во Словенија и повторно во Љубљана. И ги имаме првите погледи на езерото Блед. Можем долу да слезем до езеро. Ама ќе пробаме од онде прво. Од другата страна. 8:10 часот наутро, а ние пристигнавме на езерото Блед. Тоа е езерото Блед, а гледам и има и со кајаци, може да се весла низ него. Не знае. Тоа беше езерото Блед, а сега ние се упатуваме кон границата со Австрија. И тука имаме патарина. Интересно е тоа, пошто сепак винетки плаќаме, но што е тоа е? 8 евра и 20 центи патарината, што реално не е ефтино баш. Плюс винетка што плаќате башка, ама тоа е. Сме на 4 км од границата со Австрија. И добре дојдов во Австрија, пак патарина тука имаме. Се надевам оваа барем нема да е нешто скапа, ама Австрија е поскапа и Словенија, така да ќе видиме. Треба и винетка да купам. И застанав сега винетка негде да купам. А тоа испадна дека не е патарина, дека не се плаќа, туку така само граница. Ма кај можам винетка да купам? Дигитална винетка. Јазик English. Digital vignette. Motorbike. One day. 34S. Супер. Change validity period. Денес сме 25-ти, да.
Dobro. Continue. Ne mi treba, valjda. Other country. Macedonija piše. Right, Dobro. Confirm. Confirm. Continue. I mora s kartička. Патарин халує 13,5 евро, що je ovo? To je, moram pa vtopati da vozam, nemam mnogo vreme, ja sam mnogo izvozam kroz Glockner. I mora, to je. 3,5 евро vinjetka, особената Патарина Словенија, 11 јава, 13,5, 25 евро до сега само за патни трошкови. И возам веќе 2 сати негде и ќе направам сега тука една пауза. Имаме уште 80 км до почетокот на Großglockner. А тука гледате, ова не го видов јас. Ќе ви кажав дека сме многу нависоко, но веќе се гледа снегот и карпестите планини, односно почетокот на Алпите. Завршив со паузата јас, тука требаше десно да одам. Имаме уште 80 км до каде што треба да завртиме за Großglockner и каде што ќе направам уште една пауза кратка да го облечам кишното и продолжуваме. Инаку моментално сме на 1200 метри надморска висина. И сега се упатуваме кон таму, кај снеговите, кај маглите. Имаме до горе 25 км, мислам дека, да, не, 20 км само. И возење 25 минути. Но прво ќе да станам да си го хлам кишното, иако уште се мислам дали да си го хлавам. Си ги облеков од далиштата за дожд, поминаме доста мотори, а и точаци кон Großglockner дори чекав. Така да одам сега и јас. А тука плаќаме Патарина, која што е многу скапа иначе, и 33 евра пише. Скапо е вака да гледате, ама ви следват во неа и карти за некои музеи горе и такви работи во истата цена. Хало, ајне карте бите? Еве имате тука цела разгледница, ми дадаја такви работи. Großglockner, Alpenstrasse.
Снег 3 метра, ако не и 4. И тука веќе започнува нагоре како што одиме магла да има. А највисоката точка на која што ќе се искачиме е 2500 и нешто метри надморска висина. А иначе самиот врв Глосблокнер е 3700 метри надморска висина. Времето свежо е малце, ама не осеќам никаков студ. Само се осеќа дека е свежо. Ама не ми студи и тоа е добро. И сув е патот, тоа што е сув патот е уште по-добро, пошто мене ми беше да не е влажен едно друго. Ама делува доста суво. Сега си како росење, како да врни дожд, ама мислам дека од маглата дека е влажна така. А оде малци ладен асфалто и јас сепак ке си пазам. Ходиме онде најгоре, тоа е невисоката точка од асфалтот. Овде е калдрма малце, ама нема врска. Инако има снеговки во воздухот овде. Сега баш последнава една минута дори возам. Како пувки се така летат наоколу, ама не се гледат на камера, мислам. И еве тука знак 2536 метри надморска висина, а ние одиме уште малце погоре. Визирот од кацигата веќе ми се замаглува тука. Снегот се засилува тука, се поќе врни. И оде веј снег. А иначе имате оде посебно место за мотори паркинг од прва класа. Веј, овде е снег, одчудува. Не знам, може да се гледа сега на камера. Јас ќе слезам долу ќе застанам. Ги извадов на раквиците да направам слика со телефонот, ми замрзна раката. Ладен ветер дува, сепак Алпите се. И слегуваме од Еделшвајс спице под самиот врв Глосблокнер. Дами и господа, Алпите. А тука од десна страна имаме и две замрзнати езера со тиркизна боја.
Возењето низ Австрија, низ австриските шуми, под самите Алпи, низ сето тоа зеленило, едноставно беше прекрасно, воздухот беше пресвеж и пречист. Значи Австрија е буквално место кај што да тргнете без никаков план и кај што ќе ви дојди таму да завртите, сегде асфалтирано и сегде преубаво, сообраќај нема нешто многу, барем сега јас кога бев немаше толку, а иначе беше малце борба со дождот откако почнавме да ги слегуваме Алпите, бидејќи кога ги искачував од северната страна, сонце светеше, кога се искачив горе како што видовте и сами, малку снег врнеше, потоа на дожд префрли, па на потежок снег и после пак на дожд се префрли, се додека не слего веќе не наближав до границата со Словенија, кога и времето се смири. Значи едноставно еден предобро исполнет ден беше овој, од кој што сум презадоволен и во кој што буквално уживав. А сега тука веќе стигаме во Љубљана и јас би сакал тука да ви се заблагодарам што го гледавте ова видео. Се надевам дека ви се допадна, доколку ви се допадна притиснете лайк, а исто така притиснете и subscribe со цел да бидете известени кога ќе објавам некое видео, поточно следното видео од 5-тиот ден од ова мое патување. До тогаш останете поздравени и чувајте се.